Добар ден, почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Господине Бислимовски, МЕПСО минатиот месец побара повеќе од двојно зголемување на струјата за нив. Другите оператори исто така побаруваат зголемување. За колку ќе поскапи струјата за граѓаните? Значи во текот на конкретно на минатиот месец МЕПСО побара зголемување на цената за пренос на електрична енергија за 140%, електродистрибуција побара зголемување на нивниот дел за дистрибуција околу 1% и операторот на пазарот на електрична енергија побара за неговите трошоци зголемување на цената од 45%. Значи тоа се нивни барања. Во овој момент Регулаторната комисија за енергетика ги анализира овие барања кои што се доставени од компаниите и уште од сега најодговорно можам да кажам дека тоа што е побарано нема да биде прифатено, како и Регулаторната комисија за енергетика си прави анализи врз основа на кои очекувам во наредните 10 дена да излезе со конечни пресметки. Она што е битно да се знае е дека Регулаторната комисија за енергетика на крајната цена влијае со 38%. Односно, тоа е цената за пренос, за дистрибуција и еден мал дел за организирање и управување со пазарот на електрична енергија. На останатите 62% Регулаторната комисија за енергетика нема никакво влијание, бидејќи Евана Хоум како универзален снабдувач си обезбедува електрична енергија за потребите во најголем дел за домаќинствата на тендер кој што го распишува и при тоа кој има понудено најниска цена, тој добива на тендерот. И овој трошок што го има Евана Хоум, Регулаторната комисија за енергетика само го пренесува кон крајните потрошувачи. И има исто така уште еден дел кој што има влијание, конкретно во минатата година околу 7,5%, тоа е трошокот за повластени производители на електрична енергија. Тоа се производители на електрична енергија од обновливи извори кои што користат повластени тарифи и кои што има законска обврска да им се откупи нивната електрична енергија. Значи во овој момент додека не се распише, односно не се одржи тендерот на кој што ЕЛЕМ треба да понуди на Евана Хоум, не можеме да кажеме каква би била цената на електричната енергија. Регулаторната комисија предложи да се зголеми опфатот на ранливи категории, ранливи од енергетска сиромаштија. Се проверуваа различни бази на податоци. Требаше да заврши постапката до мај. До каде е? Значи Регулаторната комисија за енергетика даде предлог да се зголеми опфатот на ранливи категории на потрошувачи и она што го имаме ние како податоци во комуникација со операторот на електродистрибутивниот систем, тоа е електродистрибуција, се покажа дека најголем дел од потрошувачите кои што ја користат во моментов субвенција од државата, тоа е 1000 денари на месечно ниво, нивните енергетски податоци не се совпаѓаат со нивните податоци кои што врз основа на кои што примаат субвенција. Што значи тоа? Тоа значи дека живеат во домови во кои што не се во нивна собственост и се наоѓаат во собственост на други и броилата се на име на собствениците на нивните живеалишта каде што живеат. Значи тоа е некаде 70% од тие 34-5 илјади домаќинства во моментов, граѓани кои што примаат социјална помош, енергетски е многу тешко да ги пронајдеме. Значи електродистрибуција не може да ги пронајде бидејќи сопственикот на броилото е сосема друго лице, а додека тој што ги прима социјална помош не можеме да го вкрстиме во однос на броилото, значи тоа е сериозна работа која што треба да се заврши во изминатиот период, инаку законски секој потрошувач, секое домаќинство, кога ќе се промени собственоста на станот, е должен за тоа да го извести операторот на
електродистрибутивниот систем. Но како и да е, нашата иницијатива од страна на владата е прифатена, изготвена е и работна група на која што ќе се најде конкретен начин како да се помогне на овие ранливи категории на потрошувачи, како да се зголеми опсегот на ранливите категории на потрошувачи. Минатата недела Регулаторната комисија за енергетика почна постапка за одземање на лиценцата на 4 компании за трговија со нафтени деривати, особено мазут. Сево ова се случува по истражувачката приказна на ИРЛ за квалитетот на мазутот. Се добива впечаток во јавноста дека мораше јавноста да се сензибилизира преку вакви новинарски приказни за институциите да почнат да преземаат нешто. Значи, Регулаторната комисија за енергетика во делот на квалитетот на мазутот и било кој нафтен дериват нема никакви ингеренции, бидејќи со Законот за енергетика е предвидено инспекцијскиот надзор во однос на квалитетот на било кој нафтен дериват да го врши Државниот пазарен инспекторат. Исто така и други активности во однос на работењето на трговците со нафта и нафтени деривати на пазарот на големо. Овој инспекцијски надзор го прави Државниот пазарен инспекторат. По сторијата на ИРЛ, што е добро, бидејќи во државата се покажува дека веќе имаме здраво општество, здрава демократија и се покажува дека медиумите се токму таа седма сила, се започна соодветните државни институции кои што имаат надлежност на тоа да го анализираат и квалитетот. Во овој момент до Регулаторната комисија за енергетика не е стигнато никакво барање во однос, никакво известување во однос на квалитетот. Во овој момент ние започнавме постапка за одземање на лиценците исклучиво во делот на мазутот на 4 компании, бидејќи не го исполниле критериумот за да имаат соодветно ниво на оперативни резерви. И таа постапка ја започнавме минатата година, минатата недела и очекуваме во наредниве неколку денови да добиеме одговори од компаниите кои што ги побаравме и во зависност од тоа што ќе го добиеме од компаниите, ќе ги превземеме следните мерки. Зошто, например, такви контроли не сте правеле лани? Регулаторната комисија за енергетика, тоа што го има како надлежност, го превземала и во изминатите години. Значи, во 2018 година од нашиот систем за мониторинг на пазарот со нафтени деривати, воочивме дека две компании, трговци со нафта и нафтени деривати на големо, купуваат мазут од државата, од компанија која што нема лиценца за ниту за трговија, ниту пак за производство на мазут. И затоа на два пати го известивме Државниот пазарен инспекторат но за жал немаше реакција од нивна страна, предпоставувам би немали тие соодветна надлежност, но како и да е, тоа што ќе го увиди Регулаторната комисија за енергетика во рамки на своји надлежности, веднаш ги известува сите институции. Барате и Регулаторната комисија за енергетика да има ингеренции да одредува струјата на водата. Зошто вие, а не општините како и досега? Значи, во овој момент Регулаторната комисија за енергетика ги определува водните тарифи за соодветните дејности. Но Регулаторната комисија за енергетика има ингеренција единствено да даде минимална и максимална цена, односно тарифа, која што понатака во рамките на оваа минимална и максимална тарифа ги потврдува Советот на општината. Вообичаено се случува кај најголем дел од овие јавни комунални предпријатија кои што вршат кои што вршат дејност во однос на водните услуги, да ја одбираат минималната тарифа. И сето тоа понатака се одразува во квалитетот на испорака на вода за пиење до граѓаните. Значи, ние кога збориме за поскапување, кое што би го правела Регулаторната комисија за енергетика, збориме за поскапување за 10-15 денари на месечно ниво. Не може никој да ме убеди дека едно домаќинство е побогато или посиромашно за 10 до 15 денари зголемен трошок за вода на месечно ниво. Ние немаме никаков притисок во тој дел,
а додека членови на Советот се од различни политички партии и мнозинството секогаш се труди да донесе, условно кажана, популарна одлука. Но, знаете дека во изминатиот период има доста општини каде што има прекин во водоснабдувањето. Во тој период, секое домаќинство сигурно ќе се купи флаша вода од продавница. Една флаша вода не е под 15 денари, толку е за штедата што ја кажуваат. И многу е битно со тие средства кои што многу значат за овие јавни комунални предпријатија, ќе може да инвестираат, да го подобруваат квалитетот и се разбира да влијаат на намалување на загубите на вода, кои што во овој сектор и по извештајот кој што го даде Државниот завод за ревизија се енормни и изнесуваат во некои општини до 80%. Ние за која стратегија збориме, ако имаме процент на загуби на вода од 80%. Тоа е како во некоја фабрика за автомобили да произведете 100 автомобили, а 80 да ви бидат проблематични. Значи нема тука бизнис, нема ништо сериозно. И од тие причини предлагаме Регулаторната комисија за енергетика како независно тело, кое што веќе е етаблирано во нашата држава и функционира 17-18 години, како што определува цени и за електрична енергија, и за природен газ, и за топлинска енергија, истото да го прави и за водата. Односно да ја кажа конечната цена за секое предпријатие. На тој начин ќе го релаксираме и притисокот на политиката врз работењето на овие јавни комунални предпријатија. Исто така треба да се знае дека со нашите методологии ние ја потикнуваме ефикасноста во работењето. И ние нема да признаваме број на вработени колку што има во моментов во овие предпријатија. Лани најавивте нов закон за градба, со кој требаше секоја нова зграда што ќе се гради да биде приклучена на топлификацијска мрежа. До каде се измените на законот за градба? Значи, ние го доставивме нашите предлог измени до Министерството за транспорт и врски, кои што во најголем дел се прифатливи за нив, но работат и на дополнителни измени на законот за градба. Значи, ние не отстапуваме од тој наш предлог и кажуваме дека не само во градот Скопје, верувам и во секоја општина ќе треба да се изврши мапирање на секој дел од општината и да се знае во кој дел од општината на што ќе се грее. Тамо каде што има можност за топлинска енергија и каде што постои инфраструктура, донесена е цевка за приклучување на системот за топлинска енергија, овамо тие згради ќе мора да се приклучуваат на овој систем и да ја користат топлинската енергија, бидејќи на тој начин имаме многу поголем број потрошувачи кои што користат топлинска енергија и со тоа цената на топлинската енергија ќе се намалува. Значи, целта е да се рационализира потрошувачката на било кој енергија што имаме во државата. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и на поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.